Добри дојде на подкастот Зборувај македонски. Јас сум Марија и ти помагам да го зборуваш македонскиот јазик. Во оваа епизода сакам на почетокот да зборувам за тоа која е причината зашто ги објавувам сите овие епизоди и зашто го креирав овој подкаст Зборувај македонски, како и за мојот програм Зборувај македонски. Подкастот го креирав со цел да му помогнам на секој кој сака да го зборува македонскиот јазик, да има извори, аудио извори кои ќе му помогнат во тоа поубаво да ги склопува речениците, односно поубаво да се изразува. Мене најмногу ми има помогнато за учење и усовршување на други странски јазици, токму слушањето како една од вештините. И затоа толку многу и го потенцирам тоа колку е важно да слушаш еден јазик ако сакаш истиот да го зборуваш без трема и без страв и со слободни мисли и слободни реченици. Програмот Зборувај македонски е концепиран на тој начин да му помогне на секој оној кој го разбира мојот подкаст да може на еден интензивен начин во брзо време да ги совлада сите оние пречки кои му стојат на патот во неговото подобро изразување кога го зборува македонскиот јазик. И тоа е еден побрз начин за напредок. Сакам тука уште да кажам што имам забележано до сега од моите клиенти, како тие напредувале. На првиот час можев да забележам дека сите имат голема трема и многу се збунуваат кога треба да зборуваат, но некако ги мешаат зборовите. И тоа е во ред и тоа е нормално и секогаш кога ќе започне часот на нашето зборување, сакам да им кажам дека се слободни тука да прават грешки, дека јас нема да ги оценувам, ниту ќе им ги бркам грешките, дали кажале на столот, во столот и така слични некои ситни работи. Секој кој сака да го зборува македонскиот јазик, тоа ќе може да го стори и природно ќе ги исправи сите тие грешки. Туку ајде да го зборуваме јазикот и кога немаме совршени околности и кога не мораме совршено да ги знаеме сите предлози, сите зборови, сите именки, туку тие ќе ни дојдат со времето кога ќе го слушаме јазикот, кога ќе читаме текстови на јазикот и едноставно кога ќе го зборуваме јазикот со изворен говорник, полека, помалку и сите тие зборови ќе ни влезат несвесно во главата. И веќе после втората средба, третата, ќе забележам дека таа личност се опуштила, дека веќе нема толку страв, нема толку трема кога ги изговара зборовите, туку некако полесно и оди зборувањето. И тоа многу ме радува, бидејќи се гледа напредок од првиот до третиот час е најголемен напредок кој ќе се види, барем јас она што го имам забележано во досегашната пракса. И тоа многу ме радува, бидејќи еден голем чекор е направен. Кога веќе ќе ги завршиме нашите средби после еден месец, можам да кажам дека се види напредок, дека тоа е некако склопено, некако речениците подобро доаѓаат при изговор, но сакам тука да потенцирам, може би се прашуваш што кога ќе заврши тој месец на зборување. Секогаш можеш да го проложиш можеш да проложиш да го користиш програмот Зборувај македонски, ќе ми се јавиш со порака и секако ќе се договориме за понатамошните чекори, бидејќи јас лично сметам дека 3 месеци се оној минимум
колку му треба на еден просечен човек. Тука зборуваме за просечни луѓе. Колку му треба на еден просечен човек да може да зборува некој јазик со леснотија и без страв и трема. Сега, на некого може би му треба 1 месец, на некого 2, на некого 6 месеци, но тоа 3 месеци јас мислам дека е една просечна точка. Што се однесува до тоа колку месеци или колку време му треба на човекот да може да го зборува јазикот, зависи од која почетна точка поаѓа. Ако некој веќе го зборува јазикот на ниво B1, A2, B1, тогаш му треба и повеќе од 1 месец зборување, но доколку јазикот го зборува веќе на B2, C1 ниво, каде може многу убаво да се изрази, може многу да разбере некој може да разбере некој академско ниво на зборување на јазикот, тогаш може би 1 месец е доволен за усовршување на македонскиот јазик. Секако тоа го утврдуваме кога ќе се пријавиш, кога ќе зборуваме после 1 час, после 2 часа и ќе видиме колку напредуваш, односно колку ти треба после тоа. Сега програмот трае 1 месец, бидејќи му оставам простор на секој да види дали тој 1 месец му е доволен или ќе ми се јави за повторно продолжување на програмот зборувај македонски. Сакам да кажам дека кога тој месец ќе заврши, можеме повторно да продолжиме, не сме ограничени точно на тој 1 месец. Како работиме на програмот? На програмот работиме така што ќе ти испратам линк за Zoom, на Zoom апликацијата, на Zoom платформата и тука ќе се вклучиме и зборуваме на теми кои тебе те интересираат, на теми кои ти сакаш да ги усовршиш во врска со македонскиот јазик. Сум имала случаи каде личност сака да зборува подобро македонски кога ќе оти да летува во Македонија и кога ќе биде со своите роднини, без разлика на тоа дали се баби, дедовци, ујни, стрини, тетки и слични роднини или братучеди, или пак сака и кога ќе оди во Македонија сака подобро да го зборува македонскиот јазик со сите тие луѓе, пријатели, другари. Или пак имам случај каде јазикот, таа личност го учела македонскиот јазик на факултет и сега сака подобро да го зборува јазикот, мисли дека и треба подобро зборување и планира во иднина да ја посети Македонија, Скопје, Охрид, Крушево, Гевгелија, Доран и слични некои градови и кога ќе отиде во Македонија сака да биде спремна да нарача кафе, да нарача јадење во ресторан, да се запознае со други луѓе. И такви ситуации имам. И исто така имам ситуации каде една личност се има преселена во Македонија со склуп на околности и тука веќе живее некое време, но не се чувствува слободно кога ќе отиде во продавница, во аптека или кога ќе се најде во друштво со други луѓе кои го зборуваат македонскиот јазик, ги разбира се што ќе кажат, но некако чувствува страв, чувствува трема да зборува нешто да каже и најчесто ќе се затвори во себе, односно ќе одлучи да не каже ништо. И такви луѓе ми се имаат јавено и сакаат да го подобрат јазикот кој ќе го користат во едно свое секојдневие, но тој да биде оној литературен македонски јазик, а не само оној колоквијален, слободен јазик, бидејќи сите делови од Македонија се поделени на посебни делови, сите си имаат свој некој дијалект, акцент кој ги разликува од другите делови на Македонија.
но најчесто ми се јавуваат луѓе кои навистина сакаат да го зборуваат тој македонски литературен јазик. И тоа многу ме радува, бидејќи ти кога ќе го научиш оној македонски литературен јазик, подоцна варијациите ти се само ти се минимални во однос на твоето зборување. Ако имаш уште некое прашање или нешто повеќе те интересира во врска со мојот програм Зборувај македонски или како подобро да го зборуваш јазикот, можеш да ми пишеш на мејлот кој се наоѓа во описот на оваа епизода mariamalenowitz92@gmail.com и тука ќе ти се јавам за сите следни чекори во врска со зборувањето на македонскиот јазик. Те поздравувам до следната епизода.